да престанете со пропагандата дека постои национален консензус и дека преговорите се водат само за промена на името на државата. Овде станува збор за македонскиот идентитет, нашиот овде и оној на македонците што се малцинство не само во Република Грција, туку и во другите соседни земји. 2. Да признаете дека немате елементарна стратегија и изградена позиција за ова прашање. Бараме да ги прекинете преговорите со посредство на Метју Нимиц, и да се обратите до Генералното собрание на Обединетите нации како единствена меѓународна инстанца во која Република Македонија не е Давид наспроти моćниот Голијат, туку е рамноправна членка со сите држави кои ја признаваат под уставното име. Да се стави крај на употребата на референцата и да се донесе резолуција на Генералното собрание на Обединетите нации, со која на Република Македонија би се гарантирал непречен прием во меѓународни организации под уставното име. 3. Наместо да ја давате приоритет на надворешната политика што ја водите по диктат, обидете се да ја сплотите нацијата и да создадете вистински национален консензус околу внатрешните приоритети и демократски вредности. Погледнете го сопствениот двор, затрупан од скршени ветувања и разочарувања. Ниту една меѓународна инстанца нема да може да го направи она што е наша домашна задача, а зашто првенствено сте одговорни вие. Убедете ја Европската Унија дека имаме капацитет за членство, спроведувајќи ги реформите дома. Македонија ни е поважна од која било меѓународна организација.